Почитуван македонски народе, иако е рано наутро, веќе 5 часот. Денес 5:37, да. Денес во Собранието на Република Македонија, замислете, носиме закон за спогодба помеѓу две страни што се тужат за волја на нафтината, еден спор кој што трае повеќе години. Странките се државата Република Македонија од една страна и Мак Петрол од друга страна. И со оваа спогодба се предлага државата да му исплати на Мак Петрол фантастични 33 милиони евра. Бидејќи дел од моите колеги веќе елаборираа за некои аспекти, како, например, дали оваа сума од 33 милиони евра е многу повисока од номиналната вредност на акцијата, која е 18,8 милиони евра. Нема да се задржам на дополнително елаборирање. Исто така нема многу да се задржам дали Бирото за судски вештачења има или нема надлежност да прави проценка, или би требало да се ангажира проценител од областа на капиталот. Исто така нема да се задржам на тоа кој ќе го плати данокот на капитална добивка, дали државата, дали Мак Петрол, тоа воопшто не е регулирано во спогодбата. Јас ќе се задржам само на два аспекти од носењето на овај така наречен закон, бидејќи не личи на закон. Ќе се задржам на аспектите место и време. Дали на овој закон му е овде местото во Собранието? Еве како изгледа законот, да види македонската јавност. Колку ливчиња се, ева вака. 12 ливчиња, што тежат 33 милиони евра. И за право чудо, за прв пат во историјата на Република Македонија, во склоп на овој предлог закон од неколку членчиња, е дел една спогодба. И понатаму, во склоп на таа спогодба, има еден член 5 кој што вика вака. Договорните страни се обврзуваат да го потпишат и да го имплементираат договорот за купопродажба. Да се продава некој половно возило. На влогот на Мак Петрол АД во Гама, веднаш по склучувањето на оваа спогодба, односно веднаш по склучувањето и добивањето на одредени решенија, Мак Петрол АД Скопје се обврзува да ја понуди на продажба својата акција владата на Република Македонија за цена од 30 приближно, значи точно 32 773 905 милиони евра. Понатаму, веднаш по приемот на понудата, владата се обврзува да ја прифати понудата. Значи овде ние на сите му кажуваме кој да понуди, кој да прифати. Веднаш по прифаќањето на понудата од страна на владата, договорните страни се обврзуваат да потпишат договор за купопродажба. Владата се обврзува да му плати на Мак Петрол, да му го плати на Мак Петрол утврдениот износ од скоро 33 милиони евра во денарска противвредност и плаќањето по налог ќе го изврши акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост. Значи, читајќи го овој член 5, испаѓа дека ние всушност овде, како собрание, треба да верифицираме еден купопродажен договор. И сега се прашуваме сите. Што е во собранието овде? Основен суд, апелација, врховен, нотаријат. Ништо од ова не е. Еве, например, јас да имам компанија и да имам одреден судски спор со државата, ќе се носи овде спогодба. Еден мој колега овде во својот говор сакаше да ги повика граѓаните, меѓутоа му заврши времето за говор, да ги повика граѓаните, сите што имаат судски спорови, и еви колегата Јованчев тоа го спомна, да бараат од владата, од собранието овде да ги решаваме, па јас ти го проширам. Не само со државата, и меѓу себе што имате, и бракоразводни парници, и имотно-правни, се тука нека доаѓа. Така испаѓа, мислам, толку е несериозно. Исто така законот се носи во скратена постапка. И се што е многу суштинско. Ке стапи на сила веднаш по објавувањето во службен весник. И колку ќе трае? Еден ден. Носиме закон кој што ќе трае еден ден, бидејќи понеделник, подхитно, сега зато вака седиме до раните утрински часови, понеделник подхитно ќе се објави во службен весник,
И дента ќе се префрлат веќе средствата. Тие се веќе префрлени, само се чека аминот од подписникот. И толку законот повеќе нема смисла да постои. Нема. Сега, дали знаете и зошто стигнал овој така наречен закон во собрание? Значи имало долгогодишни судски спорови и на крај се постигнала некоја спогодба. Арно, ама, таа спогодба некој треба да ја потпише. Суштината на се ова е кој да ја потпише спогодбата. И тука имало одредени преписки, бидејќи владата го властила државниот правобранител, преписки, притисоци, тука нели колеги веќе и детално го кажаа тоа, и сепак државниот правобранител решил да не потпише таква спогодба, што е за почит од сите на себе, му изразуваме почит. Потписот требало да стави премиерот, како прв човек на владата, и нормално, доволно лукав и паметен, светнала брилјантна идеја. Зошто да потпишува тој? Ќе ја пренесе одговорноста на колективното мнозинство во собранието. Тоа е суштината на ова денес што ни се случува. Се крие заев зад пратениците од мнозинството. Тоа е суштината на ова цел ден денес, 18-19 часа, што овде дебатираме. Ми се уват граѓани и се чудат, не веруваат дека ова се случува во ова собрание, во законодавниот дом. Не можат да поверуваат дека ова вистина. Може би затоа држиме вака ноќта дебати, за да не слушнат многу граѓани, ова не е за верување. Ова беше за местото, сега кратко за времето, односно за моментот. Дали ова најхитната работа, најголемиот приоритет, најголема важност, живот или смрт, не знам, за живот или смрт дали се работи. Овај така наречен закон, што го викам мутант, бидејќи веќе ништо не му се знае, ни дали е закон, ни дали е спогодба, ни дали е купопродажен договор, местото му е тука, нити пак времето е погодно за насилие. Зошто? Имаме страшна здравствена криза. Бројот на починати денес, до денес, 2401. Секој ден троцифрен број на заболени од COVID-19. 600 место на светот по број на починати во однос на милион жители. Економска криза исто од невидени размери. Јавен долг 60,7% од БДП и веќе од власта кажуваат дека ќе расте. Бројот на невработени расте. Граѓаните и приватниот бизнис на работна екзистенција и наместо овие пари 33 милиони евра да се употребат за подобрување на условите во болниците. Да се гледате, се спомнува и во Битола е тоа случај, нема кислород за болните. За купување на компјутери за децата да можат да следат онлайн настава. Наместо да се реши проблемот на тутунарите, оризопроизводителите, лозарите, наместо да се набават вакцини, нали, да просиме по земите околу нас, да питачиме. Ние носиме некоја спогодба, некој купопродажен договор, кој во ова време ќе му се исплати на Мак Петрол 33 милиони евра. Значи, ништо не е приоритет, нити болните, нити пациентите, ниту докторите, ниту матичните лекари, ниту стоматолозите, ниту тутунопроизводителите, ниту студентите, ниту учениците, нити пензионерите, никој не е приоритет. Ова денеска и пред нова година е клучен приоритет за оваа власт. За 33 милиони евра, кои се пари на народот му се делат картички од 50 евра. Знаете колку картички од 50 евра ќе се поделја со овие пари? Од 100 евра ќе се поделја 300.000, а од 50 евра на 200.000 граѓани од Република Македонија. Ова го прави оваа власт. И благодарам.